Добро утро и од мене, почитувани гледачи, јас сум Ивица Стојановски, ова е вториот дел од утринската програма, нов ден резервиран за темата на денот. Секоја година на 20 март се прославува меѓународниот ден на франкофонијата. Скоро 300 милиони франкофони од 5 континенти го слават јазикот, кој заедно го споделуваат и различноста на франкофонијата преку најразлични активности. По тој повод ќе го проследите разговорот со одлични гости, а во продолжение ќе тргнеме со прилог кој што ќе не воведе во денешната интересна тема. Ќе тргнеме од почеток. 20 март го означува денот кога во 1970 година во Ниамеј, Нигер, создадена агенцијата за културна и техничка соработа на франкофонијата, која потоа прерасна во меѓународна организација во 2005-та. Република Македонија е полноправна членка на најголемата меѓународна организација после Организацијата на Обединетите нации, која што брои 80 земји членки и наблюдувачи. Терминот франкофонија ги опфаќа сите луѓе и земји што се служат со францускиот јазик, а нашата земја е полноправна членка на оваа меѓународна организација на франкофонијата од септември 2006 година и од тогаш преку најразлични настани и манифестации активно се вклучува во одбележувањето на денот и на месеците на франкофонијата. Франција е една од најголемите светски економски сили, креативна и динамична земја, отворена кон светот, стожер на демократијата. Најдобриот начин да се запознае Франција е да се научи јазикот. Францускиот јазик овозможува влез во широкото франкофонско пространство и покрај англискиот представува дополнителен адут за професионална иднина во интернационални рамки. Францускиот е девети поред најзборуван јазик на планетата, или поточно 13% од светската популација го зборуваат истиот. Терминот франкофонија ги опфаќа сите луѓе и земји што се служат со францускиот јазик. Модерната франкофонија датира од 1970-та. Нејзиното мото е еднаквост, комплементарност и солидарност. Во почетокот франкофонијата била мала заедница од земји во кои се зборувал францускиот јазик, додека денеска таа е меѓу трите најголеми организации во светот, чии што земји соработуваат на културно поле, на полето на науката, економијата, правдата и мирот. Заедно со останатите организации, како што е УНЕСКО, франкофонијата работи на развој на лингвистиката и културата во ерата на глобализмот. Според последните податоци, во светот постојат 220 милиони франкофони, односно организацијата брои 890 милиони жители, од кои 900.000 се професори по француски јазик. Нашата земја е полноправна членка на меѓународната организација на франкофонијата од септември 2006 година и од тогаш активно се вклучува во одбележувањето на денот и трите месеци на франкофонијата. Распоредот на настаните во рамки на франкофонијата кои се организираат во нашата земја се концентрирани околу три главни теми, и тоа употребата на францускиот јазик, франкофонската културна разновидност во Македонија и негувањето на културно-историското наследство. Македонија е членка на меѓународната организација за франкофонија и како таква, значи, си прави годишна програма која презентира не само на ниво на национално ниво, ја презентира и на интернационално ниво, што значи ја ставаме на сајтот на меѓународната организација на франкофонија со дел од некои настани од републиката и секогаш секвенци од франкофонската вечер открива Паланка наоѓа место во таа наша презентација за интернационално ниво. Покрај потикот за негување на историската традиција и присуството на францускиот јазик кај нас, членството во франкофонијата Република Македонија го гледа како можност за афирмација на македонскиот идентитет, јазик, историја и богато културно наследство, како и на сите вредности на современото македонско општество. Францускиот јазик е дел од историјата на Македонија, но исто така и нераскинлив дел од нејзината европска иднина.
Го погледнавме прилогот за темата на денот, време е да започнеме и со разговорот со моите денешни гости, интересни соговорнички кои што во наредните 60 на минути со нив ке помуабетиме за франкофонијата и за одбележувањето. Велам добре дојде за наставничката Габриела Тодоровиќ од Основното училиште Крсте Петков Мисирков од Куманово и за Милена Денчевска, професорка во гимназијата. Гоце Делчев, секој не споменувам по француски јазик и двете наставничка, односно професорка. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Ви благодариме што ќе одвоите во утринските часови време за нас. Не е лесно нели да се станува рано, меѓутоа сигурно имате и активности поврзани баш со одбележувањето на франкофонијата, што за деновите, кога е конкретниот ден, што за целите овие март, април и мај месеци на франкофонијата, па има ли многу се работеше ли во поглед на тоа овие месеци? Да, поведете. Вака, нашето училиште значи од 2003 година е дел од овој проект Прекос и секоја година имаме активности по повод денот на франкофонијата. Конкретно оваа година, денеска, во 15 часот во нашето училиште ќе се одржат игри без граници на француски јазик, каде што учениците од сите 4 паралелки кои што се вклучени во овој проект ќе учествуваат и ќе дадат свој придонес да покажат колку тоа научиле на француски јазик. По-конкретно ќе се задржиме баш на тоа, затоа што и наша екипа вчера беше гостин токму во вашето училиште. Ќе тренеме малку поопшто за франкофонијата. Тоа е една организација која што е, така да кажеме, една од најголемите во светски рамки, а ние сме полноправна членка, иако нели присутен е францускиот јазик, можеби не како и англискиот, меѓутоа сме горди што и со него можеме да се служиме. Што представува таа придобивка, имајќи ја таа предвид полноправно членство во франкофонијата за македонците? Па вака, прво за самите дечиња од најмала возраст, изучување на францускиот јазик е една голема придобивка, да се знае повеќе јазици, нормално, дека сме побогати, ни е отворен прозорец кон светот. Исто така, со изучување на францускиот јазик, за жал не сме дел од Европската Унија, инаку имавме соработка со дечиња од Франција, имаше допишување на нашите ученици, посета на Франција на неколку дена, иако се тоа малолетни ученици, со одобрение, така да придобивките се нормално големи. Да. Вие можете да посведочите од искуствата секако од гимназијата, меѓутоа сигурно имате доволно искуство и како ученик, додека сте студирале, сте учеле француски јазик. Колку е достапен сега во моментов кај нас, колку е застапен? Па, за жал, францускиот јазик не е толку достапен меѓу нас во рамките колку што е англискиот јазик, меѓутоа ние наставниците и професорите и познавачите на францускиот јазик се трудиме колку е можно повеќе да го доближиме на некој начин јазикот на децата, како што рече колешка, уште од помала возраст да се створи љубов кон јазикот, за да може таа љубов се повеќе и повеќе да се надоградува и да бидат одлични познавачи на францускиот и така едни добри франкофони. Да. Настрана од тоа што нели зборуваме пред се за јазикот, франкофонијата ја опфаќа целосната култура која што е поврзана со Франција, земја која што имала интереси, можеби колонии, што и да е на сите континенти, потаму и незиниот јазик и култура се раширени насекаде. Тоа е една од најдиверзитетните култури. Некаде се наоѓаме ли ние тука блиску, така да кажеме, нашата култура да се доближи преку франкофонијата со французите? Па се трудиме да биде така, да научиме нешто од нив и тие од нас, значи да ги сплотиме овие две култури, да се придобивките од Франција, да ги преземеме ние, но и тие учат од нас исто така. Да. Има ли кај вас проблеми кога треба да не само по повод одбележувањето на деновите на франкофонијата, да ангажирате ученици, да ангажирате да се направи нешто по повод тоа? Па не до толку. Секогаш се наоѓа деца кои што сакаат нешто да сработат во врска со францускиот јазик. Ја морам да се пофалам со група од ученици кои што се ученици во билингвална паралелка во нашава гимназија. Значи, ние секоја година правиме уписи, каде што една од паралелките е билингвална паралелка. Децата што доаѓаат во таа паралелка се влюбеници на францускиот јазик, кои што навистина имаат јака волја за работа. Тоа всушност е изборен предмет кај вас, така или? Па не, тоа е задолжителен предмет, значи францускиот им е предмет кој што го имаат од основно училиште и со кој што продолжуваат во нашава гимназија, меѓутоа паралелката е нивниот избор.
затоа што во однос на општите паралелки сепак има одредени разлики. Во програмата има поголеми разлики во однос на оние кои што го изучуваат? Затоа што во рамки на билингвална паралелка францускиот јазик се изучува со уште плюс 2 часа, тоа се лекторски часа и освен францускиот јазик имаме предмети од ДНЛ, или тоа се дисциплинно лингвистик. Значи тоа се предмети кои што не се францускиот јазик, но се изучуваат на француски јазик. Например, математика, физика, историја, географија. Професорите кои што се вклучени во проектот имаат одредена програма, одредени наставни единици кои што ги вклучуваат во текот на школската година и кои што ги работат на француски јазик. Тоа е интересно, кога учев јас во средно училиште француски јазик, се променува учебниците, тогаш за прв пат ние добивме учебници кои што се по програма од Франција и доаѓа всушност од Франција. Дали има промени и сега, дали е тоа материја која што се менува, програмата дали можеби има дел и настрана од она теоретско учење, нешто практично? Во рамки на редовната настава имаме стриктна програма по која што нели мора да се придржуваме, но за среќа лекторските часови малку ни даваат слобода. Тука немаме никоја стриктна програма по која што мора да се работи, туку едноставно тоа е во однос на потребите на учениците. Секојаш второ полугодие во било која од годините во рамки на тие лекторски часови се наменети во подготовките за месецот на франкофонијата. Дали тоа е француска шансона, француски театар, олимпијада во познавање на француски јазик, диктат во рамки на францускиот јазик, пишување на есеи, подготовка за билингвална матура која што се однесува на учениците од 4-та година и слично. Што се однесува до програмата, кај сигурно нели на малку по прифатливо ниво затоа што работите со помлади генерации, меѓутоа дали сте задоволни од нејзиниот квалитет во моментот, сигурно и таа претрпела промени од минатото. Да, ја сакав само на колешката да се надоврзам, значи најчесто наши ученици се нивни подоцна ученици, тие деца значи почнуваат од прво до пето оделение. Ние не го изучуваме францускиот јазик како посебен предмет или како јазик, туку во склоп на веќе постоечките наставни предмети, например математика, физичко, музичко, значи се обработуваат дел од содржините. 3 пати во недела имаат значи дел од содржини кои што ќе се обработуваат и на француски јазик. Со тоа значи прво го навиктуваме увото кај малото дете да слуша, потоа најчесто тоа се активности игровни, песнички, понатаму се надоградува тоа знаење нормално, богатење на вокабулар кај децата. Подоцна од 6 до 9 оделение имаат изучување на францускиот јазик во нашето училиште како втор странски јазик. За жал, на почетокот имавме и професори ние вклучени, кои што предметни професори, например по математика, по историја, кои што беа дел од овој проект. Сега така малку се повлекоа и подоцна продолжуваат во гимназијата, значи тие деца кои што се насочиле да го изучуваат францускиот јазик. Добро, провеува тоа постојано некако во немилост на англискиот јазик, неправедно би рекол францускиот јазик, меѓутоа кој што кажавте, навикнувајќи ги уште од најмали нозе децата, чувствувате ли промени, имали на некој начин по приближување и отвореност нивна кон францускиот? Вака, ја бев првата наставничка, значи во 2003 година, која што влезе во овој проект и на почетокот и родителите беа малку скептични околу тоа, па зошто не е англискиот, а ја ги прашав зошто да не е и втор, и трет, и пет јазик кој ќе се изучува, така да веќе денеска не. Значи, дури бара да бидат во таа паралелка, да знаат што повеќе јазици, така да веќе, значи, можам да кажам дека на исто ниво е сваќањето дека треба да се изучуваат повеќе јазици, и англиски и француски. Далеку од тоа дека можеме да мериме тежина на јазици, кој е потежок, кој е полесен, психолошка мислам дека тука е пред се бариерата, можеби потекнува од родителите пред се. Дали вие мислите така кога ќе дојдат и кај вас децата во гимназијата, отфрлајќи како и некој друг предмет дека е тежок, неправедно го запоставуваат? Па добро, обично деца има, нели, се појавуваат одредени групи на деца со изговор дека францускиот нели е тежок јазик, па затоа не може да совладаат материјата, но ние како наставници се трудиме на некој начин тоа да им го доближиме, да увидат дека тоа не е баш така. Настрана на тоа дека имаат и поволности, ако го знаат, баш затоа што не е толку застапен како англискиот и можат да профитираат буквално од тоа што ќе го познаваат. Точно, гледаме на секаков можен начин да им го доближиме тоа спрема
нивните амбиции, значи ако се јави некој дете кое што е влюбеник во театар, ќе го вклучиме во подготовка на представа, па така да му го доближиме јазикот. Ученици кои што се влюбеници во музика, нив ги подготвуваме за шансона, например да пеат песни на француски јазик. На лекторски часови пуштаме доста музика на француски јазик, филмови на француски јазик, значи гледаме како е можно повеќе да Веројатно идејата тука во иднина ќе биде што повеќе ученици да бидат на тоа се надеваме, се надеваме. Добро, ќе продолжиме со ова докаде францускиот јазик во таа непрестана битка со англискиот. За момент ќе проследиме еден прилог. Екипа на К3 вчера беше во основното училиште Крсте Петков Мисирков од Куманово. Таму поразговаравме со дел од учениците и со наставниците за одбележувањето активностите и за франкофонијата, со игри без граници и со низа други активности. Таму се одбележуваат деновите на франкофонија, а училиште работи на промовирање на францускиот јазик меѓу учениците кои учат низ песни и игри, така побрзо и полесно го совладуваат овој јазик. Прилог на колешката Катерина Арсеновска-Димитриевска. Во основното училиште Крсте Мисирков во Куманово секоја година со низа активности се одбележуваат деновите на франкофонија. Бидејќи во ова училиште билингвалните паралелки по една во секоја генерација постојат уште од 2003 година. Секоја година ги одбележуваме деновите на франкофонијата. Некои години повеќе, некогаш помалку, во зависност од потребите и од соработката со Францускиот културен центар. Оваа година деновите на франкофонијата, иако поминаа во март месец, поради временските услови, ќе одржиме утре игри без граници од нашето училиште, од сите паралелки од 2, 3, 4 и 5 оделение, и учениците ќе се надпреваруваат во игри без граници. Освен игрите без граници кои се интересни за учениците, но и мотивација за постигнување поголеми успеси, училиштето спроведува и други активности преку кои се промовира францускиот јазик. Други активности имаме постојано работа со учениците со француски јазик, во сите тие паралелки се работи францускиот јазик во склоп на другите наставни предмети и во текот на неделата, зависно од потребите, по 2-3 часа, кога како има потреба и од содржините што треба да се обработат. Исто така имаме соработка и со професорите по француски јазик и оваа година и во другите паралелки го промовираме јазикот француски за изучување од 6 оделение понатаму. Францускиот јазик во билингвалните паралелки се учи уште од 2 оделение, додека во другите се учи како втор странски јазик од 6 оделение. Децата пројавуваат желба за учење француски јазик, бидејќи им е интересен. Додека се помали, учат главно низ песни и игри и на тој начин полесно го совладуваат јазикот, а подоцна акцентот се става на читање и пишување. Еве, повторно за да продолжиме со разговорот и со темата на денот, франкофонијата, видовме дел од атмосферата како е на час, веројатно, и споменавте ви на почетокот дека денеска всушност се одржуваат игри без граници. Ке ни кажете што по-конкретно подразбирате и се ли е подготвено, дали ќе се одржи како што беше планирано? Подготвени сме секако, реков во 15 часот во спортската сала на нашето училиште ќе се одржат игри без граници по повод, да го прославиме денот на франкофонијата или месецот на франкофонијата. Опфатени се 6 игри, деца од 2 до 5 оделение, секој си има своја задача, што треба да направи, како да направи, така да ќе биде отворен денот, ќе имаме присуство и од родители. Некои други гости, како што се најавуваат гости од Франција се поканети, значи од Францускиот културен центар, односно од Францускиот институт, така да сигурно не ви е прв пат ова да го правите, колку години назад се одбележува? Вака, игри без граници конкретно правевме пред 6 години, кој беше на многу поголемо, повисоко ниво, значи сите 5 града беа тогаш поканети и учествуваа учениците од сите 5 града. Беше во спортско-рекреативниот центар Пелинце. Ова година решиме така да биде во склоп на училиштето, пошто и некои финансиски можности имаме толку. Претходните години, значи, одиме во Битола со театарска представа, на која имаме добивано и награди.
Да. Понатаму, значи најразлични активности, имаме ликовни активности, изложби правиме и така. Какви се впечатоците на гостите кои ги гледат од најмалите преку вас, како се трудите околу францускиот јазик? Па доколку во 2003-2004 година не бевме познати во градот, сега веќе секој знае дека во Основно училиште Крстин Бисирков постои таква паралелка во која може детето да го изучува францускиот јазик. Значи запознаене градот, општината, сите знаат, родителите доколку сакаат, нели, нивното дете да изучува, го запишуваат тука. Во неврзан разговор споделивте искуства за тоа дека сте гледале една со друга дел од настапите на вашите ученици, дел од активностите со кои што досега вие можете да се пофалите, а поврзани еве со одбележувањето на франкофонијата како гимназија. Да, редовно секоја година во рамки на месецот на франкофонијата учествуваме со праќање на есеи Димоа Димо, понатаму подготовка на ученици за учество на француска шансона, подготовка на ученици за учество на француски театар, олимпијада во познавање на француски јазик наменета за ученици од трета година. Ја пред емисијава се пофалив со група од мои ученици. Ученици се од билингвална паралелка, со кои што оваа година учествувавме на француски театар и учениците успеа да добијат награда за најдобра представа на француски јазик и награда за најдобра женска улога. Она што посебно ми е драго е што тоа е представа напишана од ученичка од класот. Значи, не е представа која што е земена од некој автор, па да ја прилагодуваме, туку е лично авторска представа, авторска содржина на ученичка од истата паралелка. Ви изненадува ли еден таков ентузијазам? Мене искрено да, затоа што е да напишеш, а не само да играш во таква представа е голем зафат. Па да, мене минатата година тоа ми беше прво искуство да подготвам представа со учениците и искрено да ви кажам малку скептик бев, кој им кажав на учениците, они на прва не прифатија баш, не беа нешто многу воодушевени, меѓутоа се консултирале, поразговарале, ме информираа и одлучивме да подготвиме представа. Лани супер се представивме, конкуренцијата беше навистина на ниво, меѓутоа не освоивме никаква награда. Она што баш ми бидна драго е што децата баш некако се мотивира и уште од минатата година си поставија за цел, вика професорка, ние до година ќе учествуваме, ама до година ќе правиме наша представа. И навистина си стоја на зборот, тоа што го кажа, го направија и децата се стварно запофа. За кој дел се по тие скептични, дали за шансона можеби, кога веќе повеќе за театар имаат афинитети, учествувате ли сега со ваши? Некако после мотивирани да работат представа, барем таа група од ученици, инаку секогаш имаме и доста кандидати за француска шансона, така да мора да правиме селекција од ученици, пошто сме ограничени со бројка. Тие два настани што се однесува баш до театарот и до шансоната, мислам дека не го менуваат местото на одржување во Битола, односно во Скопје, така? Во Скопје, во Младински културен центар, да. За жал, француска шансона оваа година се уште нема никаков конкурс за неа, меѓутоа, да, до минатата година организацијата беше таму во рамки на Младински културен центар. Добро, ќе продолжиме ние со разговорот, малку да ве одмориме и вас, кога веќе споменавме музика, да проследиме на убава француска песна, нешто што секако не и недостасува на франкофонијата. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de la femme à laquelle j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me
dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi, pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, là j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui Qu'il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, que voilà vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui Ladies and gentlemen, Veronica Berti. Еве назад проследивме убава музика, а доколку сега се будите, ова е вториот дел од Нов ден, утринската програма на К3. Има интересна тема, уште поинтересни гости, имаат многу што да кажат и да споделат со нас и секако со вас. Наставничке, баш сега ни кажувавте дека всушност во целиот овој проект за кој што зборувавме на почетокот, на стартот се влегло со доста повеќе ентузијазам, како и во се вообичаено во нашите животи, потоа се вмешуваат реалните проблеми, најчесто поврзани со финансиите, меѓутоа дуваат нови ветри, што на крајот кој што кажавте, има промени и таму. Да, токму така. На почетокот, значи, на проектот имавме многу повеќе размена на искуства со колешките од другите градови, собери на еднаш неделно, па месечно, потоа на 3 месеци, државме семинари, одевме на семинари по цела една недела во Струга. Некако последните години малку така затаи, дали беа тоа финансиски проблеми или некои други, но еве сега повторно заживува проектот со нови активности, повторно се враќаме на она ниво кое што бевме претходно. Значи, со активностите секојдневни, имавме квизови порано со учениците, па надпревари, така тоа ги мотивира учениците, значи и развива таа љубов кон францускиот јазик многу повеќе отколку кога нели пасивни сме само слушатели. Денческа, вас ве прашав дали вие кога сте биле во средно училиште сте посветиле време надвор од часот од активностите на францускиот јазик, меѓутоа ми кажавте дека сте учеле во економско. Да. Па од каде тогаш да му се посветите животно на францускиот јазик? Ја за жал не сум ученик од гимназија, за да еве го осетам она што сега ја го правам со моите ученици. Ученик сум од економско училиште, меѓутоа љубовта за францускиот јазик се роди уште од основно училиште. И затоа јас сметам дека некогаш многу побитен е педагогот, наставникот кој работи со ученикот отколку предметот. Значи многу е битно да тоа лице му даде љубов на детето за да научи нешто. Тоа е случај со мене. Наставничката која што ми беше наставничка уште од основно училиште, тоа е професорка Даница Арсовска, ми даде токава љубов кон јазикот што ја дури кога дојде време да запишам факултет, ја воопшто немав дилема што ќе студирам. Сте немале дилема, меѓутоа беше ли потешко колку сега на пример они ученици кои што поминуваат преку вас за да стигнат до факултет, не само запишувањето, туку и завршувањето на?
Па точно дека беше потешко. И е тешко. Ако навистина сакаш нешто да научиш и ако сакаш стварно нешто да постигнеш, навистина е тешко. Плюс тоа на нашиот факултет се работи со материја која е жива материја и која што ти мора да ја научиш на странски јазик. Да. Поинако е тоа ќе го научиш на својот мајчин јазик, што и да е, па камоли на странски. Настрана од учењето, имаше ли тука можеби посети, не само студиски, него какви да било на Франција, задолбочувате ли во културата настрана тоа што се нарекува професионален ангажман? Ние, еве, откако работам во гимназијава, доста време, цело време соработуваме со училишта од Франција. Еве веќе 3 години како имаме соработка со едно училиште, една гимназија од Долен. Тоа е град во северна Франција. Баш денеска ги очекуваме околу пладне да ни пристигнат во наше училиште во Куманово. Значи, нашиве соработки продолжуваат на тој начин. Гледаме на тој начин да го доближиме јазикот, значи децава контактираат со нивниве ученици, ги сместуваме по нивни домови, додека се тука организираме бројни активности, работилници во училиштево, посета на часови, ги шетаме низ Македонија да ги видат убавините на Македонија, организираме приредба, македонска вечер. Тоа, меѓу другото, веројатно е идеја на целата ова франкофонија, едно запознавање на културите настрана тоа промовирање на францускиот. Да, тоа е целта на франкофонијата, значи да се шири францускиот јазик со цел приближување на културите, баш тоа го правиме. Да. Добро, К3 регионална телевизија, секако ние ќе ви пренесеме активности од целиот североисток. Во утринската програма ова утро требаше да гостува и наставничка по француски јазик од основното општинско училиште Јоаким Крчевски од Крива Паланка. Меѓутоа, со оглед токму на обврските за одбележување на месецот на франкофонијата, таа беше презафатена. Како и да е, во преполната сала на Националната установа Центар за култура на почетокот на месецот кривопаланчани уживаа во франкофонската вечер во организација на младите франкофони од градот, кои што под менторство на своите професорки по француски јазик подготвија богата и интересна програма. Прилог на Христина Николовска. Кривопаланичката публика и бројните гости на почетокот на месецот имаа можност да бидат дел од несекојдневното дружење со францускиот јазик. И тоа низ богатата програма на учениците од Основното училиште Јоаким Крчевски и Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Франкофонската вечер во Крива Паланка се одбележува веќе 3-та година поред, а е во рамките на одбележувањето на 20 март, меѓународниот ден на франкофонијата. Промоција и актуализација на францускиот јазик, како и представување на македонската култура на истиот, се главните цели на активностите кои ги реализираат младите франкофони, истакнуваат професорките по француски јазик. Годинишното мото гласеше да живее франкофонијата. Секоја година имаме се повеќе и повеќе ученици кои што сакаат да учествуваат на оваа манифестација и од секоја година бројот на учесниците се зголемува. Исто така сум презадоволна и благодарам на публиката, како и на гостите кои што дојдоа оваа вечер да присуствуваат на оваа франкофонска вечер. Успеавме да покажеме дека францускиот јазик се изучува, значи дека има интерес за францускиот јазик. Благодарност до учениците кои што и покрај сите обврски што ги имаат на училиште, значи покрај успеа да одвојат време да учествуваат на оваа франкофонска вечер и да покажат, значи, навистина убав резултат. На вечерта присуствуваа гости од Францускиот институт од Скопје, од Асоциацијата на професори по француски јазик, од Бирото за развој на образованието, представници од франкофонскиот круг, како и од повеќе француски здруженија, кои јавно го искажаа своето задоволство од успешната организација и упатија охрабрувачка порака до учениците да продолжат со уште поголем ентузијазам да го изучуваат овој јазик. Јас сум по трет пат во Крива Паланка на оваа традиционална прослава по повод месецот на франкофонијата и морам да кажам дека и оваа година, како во изминатите 2 години, учениците одлично се покажаа, одлично го покажаа нивното познавање на францускиот јазик, култура, уметност, цивилизација. Écoutez, je suis très content d'être venu, c'est la 2e année que je suis ici et c'était un merveilleux spectacle. Je suis très content d'être venu.
Од манифестацијата воопшто не беше тешко да се заклучи дека ваквиот начин на изучување и креативна примена на јазикот е полн погодок за учениците кои сакаат оригинални методи на учење кога станува збор за странските јазици. Токму затоа ваквите манифестации за промоција и актуализација на одреден светски јазик и наедно македонската култура и традиција се за посебен поздрав. Браво за франкофоните од Крива Паланка, ќе биде интересно да проследиме што уште ни подготвуваат. На прв поглед како ви изгледа интересно дело што го подготвиле. Да. Ова е всушност и дел од начините на кои што дополнително тие ќе учат за францускиот јазик. Спомена колешката при крајот за методите, за методологијата, дел од нив се променети, ќе ни кажете вие, меѓутоа имало или има во моментов асистенти кои што ви помагаат затоа што за англискиот знаеме дека дали од мировен корпус или од каде постојано доаѓаат и им асистираат на професорите по англиски јазик, дали кај вас со францускиот тоа е случај? Нормално да, затоа што ние сме пред се одделенски наставници, значи ние го изучуваме францускиот јазик паралелно со нашите ученици. Имаме асистент кој цела година ни помага во нашата работа од јазичниот дел, додека предходните години имавме асистенти кои им помага и на учениците. Доаѓаа цела година, беа присутни во Македонија по еднаш неделно и држеа по еден час со користејќи некоја интересна метода за децата преку игра да го изучуваат францускиот јазик. Многу ли се променети методите од пред десетина години, не зборуваме само за учебниците, за пристапот на кој што се учи, ќе се посветиме пред се на оние повозрасните во средно училиште? Секако дека се променети. Времето кога ние бевме ученици се тежнееше кон стриктно изучување на граматика, учење на некои текстови или извадоци на памет, додека сега тоа не е случај, значи се оди кон интерактивна настава, значи комуникацијата да може да биде вклучена на поголемо ниво. Значи, организираме часови со одредена тема на разговор и во рамки на часовите всушност имаме еден вид на дискусија која што се води на француски јазик. Да. Вие имате искуство со пред се оние кои што го сакаат јазикот, меѓутоа оние кои што го изучуваат затоа што треба, што велат дека има проблем, зошто имаат на некој начин одбивност? Секогаш учениците се вадат на таа граматика. Ама граматиката е тешка, јазикот е тежок. Ама еве гледаме преку некои игри на некој начин да ги анимираме и тие ученици да им биде интересно. Вие сигурно не изучувате граматика? Не, ние, значи реков, од прво, второ и трето деление претежно се тоа игровни активности, додека во четврто и пето деление веќе почнуваат да пишуваат, иако на паното уште од прво деление стои зборот со сликата, така да детето фотографски всушност го запознава тој збор и многу полесно подоцна му е и запишување. Во пето деление, реков, може да има некоја допирна точка тоа како треба нели кога пишуваат реченици, нормално мора да биде присутна граматиката, да се редослед на зборовите да биде како што треба, но реков претежно не е така сувопарно, туку да биде мора да биде интересно за да се створи уште од најмала возраст таа љубов кон јазикот. А во што највеќе уживаат веројатно кога пеете песнички нормално и во играни игри. Да. Добро, ќе продолжиме со разговорот. Пред тоа да одиме понатаму, накој ќе проследиме активности во рамки на изучувањето на францускиот јазик во основното училиште Јоаким Крчевски, од каде што може да се пофалат и со бројни високи места на општински и на регионални надпревари. Во моментов тие се подготвуваат за учество на франкофонскиот театарски фестивал кој ќе се одржи оваа сабота во Битола. Јас сум седмо оделение и навистина најпрво ми е мило што учествував на такви надпревари. Учествував на надпреварот за правопис и тука на училишниот надпревар освоив прво место, а потоа одев ми на регионален надпревар и таму освоив прво место. И заедно со уште тројца ученици од ова оделение учествувавме на државниот надпревар. Исто така учествувавме и на надпревар за состав, каде што освои второ место на регионалниот надпревар. Францускиот јазик го изучувам втора година поред и навистина јазикот ме привлече уште од самиот почеток. Професорката постојано потигнуваше на голема желба за учење на францускиот јазик и многу ме мило што ова година учествував и на франкофонската вечер. Мојата улога во франкофонската вечер беше Божи. Се припремувавме околу 2 месеца и не беше многу тешко.
не ни беше напорно, беше доста интересно. Францускиот јазик по мене не е толку тежок јазик, може да си научи, доста лесно. Премиерата на драмата Женско царство беше лани на франкофонската вечер на 4 април. Истата беше изведена во Вроцлав, Полска и ќе биде изведена на театарскиот фестивал во Битола, кој што ќе се одржи на 18.4.2015 година. Јас во драмата имав улогата на Злата и не ни требаше долго време за да се подготвим. Францускиот јазик го изучувам 3 години, не е тежок, интересен е за изучување, многу ги сакам странските јазици и сакам да ги изучувам. Јас сум Јован Стојчевски од 7-1 одделение. Во драмата ја глумам улогата на Атанас, убавиот сон на Трајан, кој изведовме во Центарот за култура во рамките на франкофонската вечер. Јас сум Петар Алексовски и учам во 7-1 одделение. Ја имам улогата на Александар во драмата Убавиот сон на Трајан и која изведовме во Центарот за култура на 18 април ќе изведеме исто така во Франкофонскиот театар во Битола. Во текот на учебната година 2014-2015 имавме повеќе активности по француски јазик, повеќе надпревари, повеќе промоции на овој јазик. Така во месец октомври присуствувавме на фестивалот во Полска Вроцлав со представата Женско царство. Потоа во месец ноември учествувавме на државниот и регионалниот надпревар за правопис по француски јазик, каде што имавме солидни резултати, каде што 3 ученика успеа да се пасираат и на ги зедоа првите места и се пасира на државниот надпревар. Потоа во текот на месец февруари и март имавме надпревар за писмен состав, каде учениците од нашето училиште учествуваат на општинскиот, регионалниот и државниот надпревар, каде имавме уште поголеми резултати од првиот надпревар, односно имавме прво, второ, трето и шесто место на регионалниот надпревар и имавме трето место на државниот надпревар за писмен состав, каде што ученичката Ивона Станковска ќе присуствува на свечена франкофонска вечер која ќе се одржи во месец мај во Скопје. Во рамките на месецот на франкофонијата Меѓународниот ден на франкофонијата го одбележавме со ракометни надпревари пред франкофонската вечер на 2 април, на 3 април ја одржавме франкофонската вечер заедно со учениците и професорките од гимназијата Ѓорче Петров, каде што имавме многу представници од амбасада, од владата, од Министерството за образование и наука и така натаму. И сега се спремаме за фестивалот за франкофонски театар, кој ќе се одржи во Битола на 18 април, каде нашите ученици ќе се представат со двете театарски представи што ги спремивме, тоа е Женско царство и Убавиот сон на Трајан. Овој фестивал се одржува во организација на француската амбасада од Скопје, заедно со француската алијанса од Битола и Сдруженијето на професори по француски јазик на Република Македонија. На самиот фестивал ќе има доста награди за самите учесници, ќе има како најдобра представа, најдобар актер, најдобра актерка на самиот фестивал, ќе има најдобар изговор по француски јазик, за кој што стручното жири составено од членови од француската амбасада ги доделуваат овие награди. Ги слушнавме младите франкофони од Криопаланка, секој ќе им посакаме среќа во Битола. Ова е надпреварување театарско за основни училишта. Кога сме веќе кај надпреварите, сигурно дека учествувате и вие покрај тоа што го споменавте и вашето учество во Битола со средношколците на оние државни и регионални надпреварувања по француски јазик. Пред 2 недели имавме во нашава гимназија организирано регионален надпревар од Олимпијада во познавање на француски јазик и од тој регионален надпревар имаме 3 ученички од билингвална паралелка кои што на 25 април ќе учествуваат во Скопје на државен надпревар. Исто така за 29 април се организира и регионален надпревар во Диктат од францускиот
јазик и се надеваме дека и од таму ќе имаме представница од наше училиште за државен. Колку мотивираат наградите? Имате ли претходно одличија со учениците од минатите години? Па мотивираат, ама и децата некако се скромни. Еве, например, годинава во рамки на францускиот театар, иако освоивме награда за најдобра представа по француски јазик, наградата кој што оние освоја беше едно ателје со професионален режисер. Додека до лани наградите беа патување или во Франција или во Бугарија, учество исто на француски театар во малку пошироки рамки. Оваа година немавме среќа да опипаме никоја таква награда, меѓутоа децава го знаеа тоа, спремни беа и да учествуваат на надпреварот без никаква. Затоа и вредноста на тоа што го постигнале поголемо кога всушност без големи очекувања постигнале значаен резултат. Ќе продолжиме со муаветот, ќе се одмориме пред тоа со малку музика и ќе се вратиме во студиото да довршиме разговор со гостите. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Danse, danse, danse.
Уште еден подготвен сегмент од Криопаланка ќе видиме дел од учениците од Криопаланчката гимназија годинава за прв пат беа дел од франкофонската вечер, каде што ги презентира своите лингвистички знаења и вештини. Освен тоа, може да се пофалат и со бројни признанија од надпреварите на кои што учествуваат од различни сегменти при изучувањето на францускиот. Францускиот јазик како еден од странските јазици кои што се уште се доста активни, мислам дека побудува интерес и желба кај учениците да го изучуваат, доста интересен јазик, и се гледа и по учениците, дека покажуваат и резултати со тоа што го изучуваат самиот јазик. Учениците од Средното општинско училиште Ѓорче Петров, под менторство на професорките по француски јазик, учествуваат на голем број на надпревари кои што се организираат од страна на Сдруженијето на професори по француски јазик. Во минатиот период, ова учебна година, учествувавме на надпревар пишување на состав на тема дали зборовите може да не натераат да патуваме, на кој што надпревар 5 ученички се пласира на регионално ниво и една ученичка освои второ место, на државно ниво. Исто така учествувавме и во надпревар учествувавме на надпревар кој што се нарекува Олимпијада, на регионалниот надпревар. Тројца ученици се пласираат да учествуваат на државен надпревар со прво, пето и шесто место. Државните надпреварите се одвиваат во текот на наредниот месец, април месец, на кој што ќе земеме учество. Нашиот актив работи доста активно. Еве ова година зедовме учество и во организација на една франкофонска вечер во Крива Паланка во склоп на денови на франкофонијата, во која што учениците покажаа голем интерес за учество и мислам дека исто предизвикавме голем интерес кај граѓаните од нашиот град. Така слушнавме и за средношколците од Криопаланка. Пред да продолжиме, сите оние кои што се заинтересирани, нашиот телефонски број, телефонската линија всушност е отворена за ваши јавувања, дали за прашања или нешто во врска со франкофонијата. 031 433 373 е телефонскиот број. Немам уште многу време, затоа кој сака да се јави може да побрза. Ние ќе го заокружиме разговорот со едно прашање и за двете мои гостинки, а тоа е не можеме да избегаме од таа борба секако со англискиот јазик. Една порака до сите, дали они ученици или до нивните родители за поволностите што ги добиваат со изучувањето на францускиот јазик и како да направиме да биде по-застапен, по-присутен денеска. Па вака ние, со целиот овој проект правиме францускиот јазик да биде поинтересен, да биде подостапен, да биде поприсутен. Така да, мислам, изучување на било кој јазик, а посебно на францускиот јазик, кој, французите сакат да кажат дека тоа е основата, потоа е англискиот јазик, треба да се изучува, треба да се знае секој јазик, па и францускиот. Не е оправдание дека се присутен англискиот јазик во музиката и во филмовите на курсевите. Доколку се сака, слушнавме убава музика, доколку се сака, мислам дека може да се најде квалитетно во сите сфери, во сите жанрови нешто и на француски јазик, така? Така. Секој јазик, секоја култура си има нешто убаво. Дали тоа е од аспект на музиката, филмот или нешто поинакво, кој сака може. Изговор не би требало да биде секојаш англискиот јазик, а учениците или популацијата е таа што треба да се насочи кон учење на многу други некои јазици. Не мора тоа да биде францускиот, меѓутоа убаво е да бидеме полиглоти. Како што колку јазици знае човекот, толку пати, толку вреди, да. Јас ништо ќе ви се заблагодарам. Можевме да ја збогатиме емисијата со содржини, како што кажавте, кои што ги сумираат вашите сите активности, меѓутоа ќе останеме должни за тоа и кон вас и кон нашите гледачи. Ќе ви честитам за сето она кое што досега го правите на ова поле и ќе ви посакам успех и во продолжение. Уште еднаш благодарам што гостувавте кај нас во утринската емисија Нов ден. Се надевам дека повторно ќе имаме привилегија да ве поканиме да се од повиката на таа покана. Благодарам и на вас, ве покануваме денеска во 15 часот да бидете дел од нашата манифестација. Благодарам и јас исто на поканата. Ние ве покануваме за време на престојот на нашите гости од Франција. Бидете и вие наши гости
прилика да ги запознаете и вие и нашите гледачи. Следејќи ги дневните настани кои што ги има во Куманово, ќе се обидеме да стигнеме и на двете места и кај вас и тоа да го пренесеме потоа на гледачите во нашите информативни изданија или во некое ново издание на утринската програма. Уште еднаш многу благодарам. А ќе продолжиме со една музичка numera која што всушност е и химната интернационална на франкофонија, ако не се лажам. Regarde, on n'est pas pareil, et pourtant le soleil brille pour toi et moi. Regarde, on a le même sourire quand on se tient la main sur le même chemin. Envie de vivre, envie d'être libre, se sentir léger, se sentir accepté. Envie de vivre toutes nos différences de corps et de sens, véritable résonance. Ensemble, regarde, tout au fond de nos yeux, seulement le besoin d'être, non celui de paraître. Regarde, sous les doigts endoloris, la force et l'énergie d'avoir encore envie, envie de vivre, envie d'être libre, se sentir léger, se sentir accepté. Envie de vivre toutes nos différences de corps et de sens, véritable résonance. Ensemble, regarde toutes nos envies, le chemin de nos vies, c'est le seul combat important ici-bas. Envie de vivre, envie d'être libre, se sentir léger, se sentir accepté. Envie de vivre toutes nos différences de corps et de sens, véritable résonance. Envie de vivre, envie d'être libre, se sentir léger, se sentir accepté. Ensemble, ensemble, ensemble. И тоа беше се што подготвивме за денеска. Почитувани гледачи, доколку ви се допаднавме, бидете со нас и утре во добро познатиот термин од 7 до 9 часот со нови гости, теми и содржини. Покана до сите да одберете еден од бројните настани со кои франкофоните го одбележуваат поводот и да го збогатат со присуството. Секако дека ќе уживате. Најновите информации од регионот проследете ги во првото информативно издание на К3, кое што е во 12 часот и 30 минути. Од мене пријатно попладне, имајте секако убав ден.